На 20 март Општа болница со проширена дејност заедно со министерот доктор Венко Филипче и градоначалникот Николчо Илиев ја пушти во употреба модуларната ковид болница, една од 17 во Република Северна Македонија и прва во источниот дел од републиката. На некои наши сограѓани тоа не им се допадна и попуштањето во името на граѓаните како граѓанска иницијатива му поставија неколку прашања на министерот. Се испостави дека таа иницијатива имала политичка конотација, односно дотичниот бил председател на огранок на политичка партија и на останатите кои се јавуваат со недолични коментари на социјалните мрежи. Во таа смисла би сакал да им појаснам дека модуларната болница не е ниту на министерот Филипче, ниту на градоначалникот Илиев, туку на граѓаните и на Кочани и на регионот кој го опфаќа, и по надминувањето на пандемијата останува во владение на Општа болница со проширена дејност Кочани. За посочување за немање 24 часовна специјалистичка дејност во некои одели сакаме да ве информираме дека вашите наредбодавачи требало да ви кажат дека според Законот за здравствена дејност е предвидено, освен со дежурства, 24 часовна дејност да се обезбедува и со приправност и повик за кој впрочем се плаќа. Во однос на кадровската политика да ве подсетиме дека овие 2,5 години на специјализација се пратени 13 специјализанти. Само за подсетување, за претходните 12 години институцијата беше финансиски пропадната на работно затворање поради непружање на доволен број здравствени услуги. Со помош на министерот Филипче, кој ни понуди да бидеме центар за ампутации, предизвик кој ние го прифативме, се извлековме од незавидната ситуација. Една ампутација Фондот за здравство ја плаќа 600.000 денари за споредба со една операција на слепот црево која е 20.000 денари, а на жолчка 60.000 денари. Да ве подсетиме вас и вашите наредбодавачи дека помина времето кога медицинска сестра земаше поголема плата од специјалист, а на некои специјалисти им се исплаќаше бонус над 1000 евра на неколку месеци, кога одредени специјалисти и медицински сестри се испраќаа на едукација. Читај туристички посети на атрактивни клиники и градови во светот. Набавките во тој период изгледаа вака: преграден ѕид чинел 1.200.000 денари, прозорец во итната медицинска помош кој чинел 650.000 денари и автомобил, односно специјализантски, со кој секој вторник и четврток се патуваше за Скопје. Сега со помош на Министерството за здравство се набави анестезиолошки апарат по цена од 50.000 евра. Имаме донација од јапонската амбасада која се реализира во тековниот месец. ЕХО и ЦТГ за гинеколошкото одделение во вредност од околу 50.000 евра. Аплициравме и добивме на конкурсот на СЗЛ заедно со клиниката за инфективни болести во Скопје, единствени на ниво на Западен Балкан за енергетски ефикасни болници, финансирани од UNDP. Градежниот институт Скопје веќе ја почна постапката за обнова на фасадата и интериерот во болницата. За наредбата за користење на лична заштитна опрема за вработените, да ви информираме вас и вашите наредбодавачи дека донациите се добре дојдени, но тие се само капка во морето од набавките на лична заштитна опрема. Впрочем, Државниот здравствени санитарен инспекторат во секое време на денот и ноќта доаѓа и испитува дали има доволно според закон заштитна опрема, дезинфициенси и лекови, и досега нема најдено забелешка, а наредбата е дадена во контекст на лична одговорност на вработените.